7 месеци живее без струја, бидејќи нема 12.000 денари да ја плати сметката кон Евана. На минусни температури. Дома седи облечен со капи и јакни, покриен со кебиња. На дел од прозорците нема ниту стакло, се скршило, а нема пари да купи ново. Често се случува со денови и да нема храна. Во вакви екстремно тешки услови живее 55 годишниот Златко Крстевски, еден од најрепрезентативните прилепски уметници, вистински културен амбасадор на Прилеп, со 30 самостојни изложби во Македонија и странство и учество на над 700 меѓународни групни изложби. Како приход, оној социјален додаток го добиваш од државата? Да, тоа е ништо символично, со не можеш да покриеш ни, да не речем, ако праќаш некој дела, ќе треба пола да ги скроз дотиде по... Колку изнесува? 5000 и нешто, мислам дека беше. И што може да се направи со 5000 денари социјален додаток? Па не знам ништо буквално. Ти се случило некош да обстојуваш само со тие пари ако не продадеш дело? Да, се случува. Еве, непријатно прашање, но си нашол во ситуација да нема што да јадиш со 5000 денари социјална помош? Да. И како се снајдуваш тие денови тој период? Па не овде, за жал, овде не функционира никакви хуманитарни организации. Треба да напишеш некое писмо или да ги скритикуваш во Скопје, па ти да му се овде на некои хуманитарци што се под наводници, па после тие да ти одговара. Крстевски е мултидисциплинарен уметник, сликарство, современ цртеж, сатира, карикатура, поштенска уметност и цртање стрипови. Често пати црта дури и на свеќа, ако има итна порачка за да заработи некој денар за да преживее. Пред Нова година, мислам, еден цртеж работев нешто за изложба, ама тој со, да не речем, на свеќа. Точно. А со улјаво избегавам на свеќа, бидејќи сега овде станува збор за високо отровни запалливи супстанции, например терпентинова, брзо сушиво, што е и ова ленено улје, значи тоа ако се дојде до допир со обична свеќа, може да се запали таму на работа, че изгори цела зграда. Неговиот апел е државата и општествено одговорни јавни или приватни предпријатија и компании, преку ангажирање на уметниците и откуп на нивните дела, да ја помогнат уметноста кај нас. Така, значи на запад така работа, значи јавни и општествено одговорни фирми порачува некој дело од автор, од уметникот, например за некој простор кој треба да, пример, кај што работа работниците да го племени тој простор или позитивна енергија да донеси делото. Инаку денеска е светски ден, роден ден на уметноста, но за жал дел од уметниците кај нас истиот го прославуваат во вистинска беда.